Дистрих, Цивил прес студио, интервју на Зоран Иванов со Мирче Адамчевски. Налетав на една дигитална енциклопедија за Мирче Адамчевски, во неа е забележено. По образование инженер-технолог, по професија новинар. Од 1979 до 2004 во Нова Македонија, таму уредник на подлистокот Економија и пазар. Од 1993 до 1999 е дописник од Москва, потоа пак уредник и коментатор во матичната Нова Македонија, во дипломатската и во економската редакција. Потоа и главен и одговорен уредник на овој престижен историски наш дневен вестник. Автор е на публикацијата Македонско-руска соработка, еден од основачите и прв главен уредник на престижното списание за градежништво, архитектура, екологија и инвестиции Порта 3. Од април 2006 година е председател на Советот за радиодифузија, на Советот за етика во медиуми. Адамчевски ќе ме поправите. Сега сум во Советот за етика во комисијата. Од април 2006 е председател на Советот за радиодифузија до 2008 година. До 2008, а сега е актуелен председател на комисијата за жалби при Советот за етика на медиумите во Македонија. На некој начин за проверка на факти. Добре дојдовте. Не проверка на факти, меѓутоа имаме нешто така блиски. Во секој случај на некој начин проверка на факти, на вистината. Да. Вистината се темели врз факти. Ви благодарам за присуството во Дистрих, во Цивил прес студио. Ковид, што паталецот Адамчевски порачува на јавност? До година ќе помина 2 години, јас бев во првата тура, отприлика така, лани во март, април. Заболен, бев и во болница, меѓутоа, сакам да им кажам и тогаш порачував да се внимава, да се слушаат препораките, да се носат маски каде што треба, особено на онај места каде што има народ, задолжително вакцинација. Дури и за тие прележаните. Јас сум прележан, меѓутоа и се вакцинирав дополнително, така што реков, вие сте основните работи. ковид паталец од пионерите на пандемијата во светот, па и во Македонија. Став за, во наводници ке став, антиваксериве. Треба, што им е на луѓево што повеќе веруваат на гафечка отколку на наука? Мислам дека тука е голема вина и општеството, односно и затоа што меѓу антиваксерите има и лекари, има и доктори, и таму лекарското друштво треба да отвори една дискусија што правиме со антиваксерите во нашите кругови и да почнат да се јавноста да се информира, да се каже, да се едуцира. Тоа не е наш изум, во светот е. Во светот има и цели движења, има движења и во Америка, и во Британија, во Германија имаат движења такви, поготово сега кога беше оваа голема криза. И се јави, аз имам пријатели од Германија кои што ми се јавува, вика, па како ќе се вакцинираш, па ти знаеш ова е опасно, ова не е опасно. А ти, јас па го кажувам примерот со Југославија, која беше вариола вера, па за неколку дена милиони граѓани се од најмало до најголемо беа вакцинирани. Така и затоа и бројот на умрените. Демократијата и слободата на избор има и своји лоши страни, понекогаш. Околу тоа, околу демократијата има еден Сурков кој не е филозоф, руски близок е до филозофија и го смета за идеолог на Владимир Путин и ни рече, вика, предозираната демократија, вика, води, вика, кон распад на државата. Значи, да не речем анархија, меѓутоа и предозираната демократија некој пати е нешто што не е добро. Така, слободен избор да оставиме на луѓето сами да се борат секој себе со државата и со општеството и со своите убедувања или предубедувања. Адамчевски, да се вратиме, да речем условно на овие наши дневни теми. Во новинарството, кажа во најавата, сте цел животен век. Во институциите новинарски на некој начин, постојано или повремено исто така, активен. Некојаш за пари, некојаш за без пари, најчесто за без пари. Закон за медиуми. Да. Се уште се водат полемики, неколку влади инсистираат и оваа е актуелна влада. Мирче Адамчевски е за закон за медиуми или против закон за медиуми? Ние имаме закон за медиуми, меѓутоа малкумина знаат
дека постои законот и дека законот го спроведува Агенцијата за аудиовизуални медиумски услуги. Таа е само надежна. тој опфаќа тој дел само електронските медиуми, радијата, телевизија. Да, ама има таму закон за медиуми кој што ги опфаќа печатените медиуми. Значи, опатени се кај нас печатените. Зошто тогаш е толку жешка таа тема постојано меѓу новинарската жешка заради тоа што не се регулира и онлайн медиумите. А сега, јас можам од моето искуство во Советот за етика, можам да кажам дека многу се попрофесионални телевизиите и печатените медиуми, особено печатените се најмногу, па потоа телевизиите и на крај стандардите конвенционални. Па се уште веројатно има луѓе кои што, иако и таму има нормално изливи на непрофесионалност и неетичност, но се многу попрофесионално него овие што онлайн медиуми има наплив, стотици онлайн медиуми, па и што не се медиуми. Но ќе биде греф ако не констатираме дека има портали, има онлайн медиуми кои се со сериозни редакции и сериозни кадри излезени од класичните, од стандардните редакции. 4-5 TV, ајде речеме дека има 10 преку сила во држава. На кој публиката, јавноста може да им верува и да се подпре исто како за класичните медиуми. Сосема се во право, затоа што таму има луѓе, првите, најмногу се битни првите луѓе. Ако тие се професионалци, тогаш целата редакција е професионална. Да, но и составот на редакциите се поминати низ традиционалните медиуми во тие школи. Да, ама за жал таму немаме нови кадри, млади кадри кои што тоа ќе би го почитували и треба. Има прашање околу младите кадри, добро што го допревте, сега ќе го лабирирам накратко. Се загуби интересот за новинарството воопшто. Скопскиот факултет, не знам оваа година, но лани сигурен сум дека немаше ниту еден студент. Високата школа за новинарство исто така, повеќе се занимава со магистратури и со докторати. Во Штипскиот тука и таму нешто, но порано факултетот за новинарство при УКИМ, например, во наше условно да речем време, по 60, по 70, по 100 студенти запишува. Што се случи со довербата во образованието или во довербата во новинарството и во медиумите? Не во образованието, знаете, кога има конјунктура на пазарот за новинари, тогаш ќе има и новинарски школи, као што е за секој занима, секоја професија, ако има конјунктура ќе се отвараат факултети, дали машински или електрички. Вие знаете дека и на технолошко-металуршкиот факултет многу малку имаше кадри. Се зависи од конјунктурата, значи немаше конјунктура, немаше побарувачка на новинари. Со распадот на телевизијата, кај што имаше околу 2000 вработени, вие кај што работевте, у Нова Македонија ние бевме 1700 вработени, имаше редакции со по 200-300, сега знаете редакциите, најмногу ако има некоја, не знам дали има 40 или 50 луѓе во најголемата редакција. Веројатно и собствениците на медиумите и на новите медиуми и не бараат многу кадар со така оформено новинарско. Затоа се неквалитетни, затоа се јавува и неквалитетот. Вие сакате, тие сакат еден човек да пишува и за економија, и за политика, и за спорт, и за убави, и за занимливости, да речеме. А тоа не може, сакат, треба да се плати, новинарството е скапа професија. Треба да се платат и новинарите, треба да се платат и условите каде што ќе работат. Да, ќе ми дозволите да се согласам на вистина, новинарството, како и секоја професија, новинарството е скапа професија во смисла бара едукација, бара широк спектар и на кадри и на знаење. Околу лажните вести, тоа е исто постојана тема не само кај нас, него и во светот. Значи, се отвараат на запад и цели универзитети за, како велат, проверка на факти. Ќе повторам, за демистификација на лажни вести и така натаму, една цела наука, цели катедри околу тоа. Кај нас државата, владата се обиде да носи некаква стратегија. Што мисли Мирча Дамчевски, треба ли владата, државата воопшто и кај нас и генерално да носат стратегии во борба против тој наплив? На вистина против тој карцином лажни вести. Да, пред да одговорам конкретно на прашање, јас ќе кажам многу краток вовед. Значи, во светот не станува збор за лажни вести. Во светот во моментов се води пропагандна војна, војна со дезинформации. Војната не, дезинформациите не се од сега. Вие знаете, Тројанската војна, на конјот им напишале, кои им го дале на тројанците, ова е подарок за вас и така на парафразирам, за вашето знаково сување. И на таа дезинформација подлегнале и ја изгубија тројанците војната.
за време на пред Втората светска војна Германија исто така ширеше дезинформации како што ширеле и други. Меѓутоа тоа ширењето на дезинформации беше дали преку радио, дали преку поединци, па ќе пратат некого или филмови. Меѓутоа во денешно време дезинформациите се притискаш на копче, стигнува на неколку илјади километри далеку таа дезинформација. И во светот се води сега војна со дезинформации, пропагандна војна. Од една страна е Запад, од друга страна е Русија, Кина, Кореја. Мислам, не викам дека се спротивставени, меѓутоа сите сега шират дезинформации и станува збор за војна. А што се однесува до лажните вести, ние во комисијата наша во Советот за етика 80%, не сакам да кажам околу лажни вести, 80% од жалбите што ги добиваме се однесуваат на лажни вести. Затоа во кодексот пише од член 1 дека новинарот треба да пренесува точни проверени информации. Меѓутоа кај нас тоа не се пренесува. Тоа се лажни вести. И кога станува според стратегијата, лажните вести треба владата да им ги остави на медиумите, да не ги остави нас на саморегулацијата, да се обучуваат медиумите, да се обучуваат новинарите за утврдување и некористење, да речеме, на лажни вести, а владата треба да си има таа служба за разузнавање, служби за контраразузнавање, па имаат контакти со НАТО и со други трети, и таму треба тие да се подготват за војна со дезинформациите, така да не ги остават новинарите и медиумите настрана. Значи, вие правите дистинкција меѓу лажни информации и лажни вести. Да. Иако и лажните информации на некој начин се збир на лажни вести и така натаму. Затоа што овие ги дистрибуираат државите, јас како новинар не ги дистрибуирам. Значи, јас кој ќе имам како новинар дистрибуирам лажна вест, таа веќе удира потпаѓа под кодексот. Значи, непрофесионалност, неетичност. Тоа се големи работи, тоа се големи работи за информациите. Државни стратегии. Па нема, таму кој, еве видите пропагандата, Russia Today, што е дивниот вестникот. Вие кој ќе видите телевизијата, кој ќе видите Russia Today како известува, сите професионални норми се запазени таму. Нема на кој. Кој ќе видите BBC, Deutsche Welle, не се максимално сите професионално. Сите новинарски школски стандарди. Да, меѓутоа кој ќе навлезете подлабоко, ќе видите дека од сите нив избликнува пропаганда. Практично перење мозоци. Дојдовме до лажните вести и до СЕМ. Рековте сте председател на комисијата, јас пак ќе речем за утврдување факти. За жал. За жал. На што најчесто се жалат? Сега спомнавте на неточ, 80% на неточности, на неточност, непроверени, седнал, напишал, да се да праша, да се информира, или седнал сега во современо време, и 80% ни се однесуваат представките на онлайн медиумите. И нив им е најлесно копи-пейст, ќе земе, ќе ја преземе, ќе ја пренесе, ќе стави свој наслов. И кој ќе видите тоа внатре не. Дали Советот за етика на медиуми го оправда до сегашното постоење? Не, мислам дека е оправдано од аспект што ние постоиме 7 години. А нек ни расчистува дома некои харти, која најдов еден, сум бил некаде на некои собери 100 години од Шведскиот совет за нивниот за совет за печат, така и викаат таму на запад, совети за печат. Така да ние не можеме за 7 години да достигнеме нивото на оние држави каде што тој веќе, значи, ако било тогаш 100 години, сега може има 107-108 години. И плюс тоа демократски општества. И се ние не треба во наши услови за 7 години да ги достигнеме нив. Ние никој пат не може, мислам, не ќе можеме затоа што прво не сме демократско општество како што сите нишани, и второ според мене се наоѓаме ништо некаде на работ меѓу 19 и 20 век, кога тие ги формирале нивните совети за печат. Малку разочарувачки, но тоа не важи само за новинарството и во конкретни случаи за откривање лажни вести, туку воопшто за многу сегменти. И за општеството зборувам, за општата култура и така натаму. И уште нешто, во новиот извештај, што го добивме вчера од Европската, за напредокот на Македонија, таму е нагласено,
во делот за медиумите, значи има еден пасос кој што несува на саморегулацијата и вика дека саморегулацијата треба да се поддржи. Значи Европа ја препознала саморегулацијата и работата на Советот за етика. И вика дека треба да се поддржи и се очекува да се добијат резултати. Добро, грантови живее и Советот од грантови, главно се од странски донации, држава помага ли нешто? УНЕСКО, не, државата, видите, ние бевме многу во дилема уште кога кога се подготвувавме да се основа Советот за етика, дали да се земат грантови или да не се земат од странство, да, од странство се добиваат грантови, меѓутоа од државата не сакаме затоа што не знаеме, затоа реков не е демократско општество. Ако сегашна власт да речеме ни дае пари, таа која ќе дојде наредната ќе рече нема пари за нив и ќе зависиме од нив. Може ќе ни праќаат добро, но тоа значи дека не е изграден никаков систем за поддршка на такви асоциации и институции. Да, само на зборови. И сега има друга варијанта која го правевме, ние ги студиравме неколку модели што беа, ги студиравме во регионот се најмногу од грантови, и Србија и Босна и Херцеговина и Црна Гора. Тоа обезбедува поголема независност. И независност, као независно тело. Меѓутоа, бевме во Германија, таму има тие да решиме околу 1.000.000 еври буџетот годишен, 500.000 добива безусловна надомест од државата. Значи 500.000 евра, половина, 50% добиваат безусловно. И таму никој не ги обвинува дека никој не ги обвинува дека зависи од, ама тие знаат дека државата знаат, тие знаат дека кој да дојде влада, еве утре сега ќе се промени владата, таа нема да влие врз работата на нивниот совет за печат. Затоа што парите не се на таа влада, парите се заеднички на целото. Така и затоа што станува збор за едно демократско општество. Така. Ќе го искористам вашето присуство овде и огромното искуство. Може ли со реченица 2 и пол на нашиве гледачи да им објасните како да препознаат лажна вест? Што може да недостасува во една информација, што може некоја индикација што ќе го запали сијаличето дека тоа треба да се провери? Прво најважно е насловот и поднасловот да ги видат. Ако насловот е сензационален, пон со сензации, ако во поднасловот има работи кои што не одговараат на вистината, јас би препорачал, бидејќи сега има многу медиуми, да побараат истата вест, во агрегаторот да решиме, овој има агрегатори, па ќе побараат, па ќе споредат, затоа што имате заед не иста работа, се толкува на неколку начини. Да расшириме темата, да излеземе малку од границите. Вие сте познат новинар и за геостратејски правите анализи ден денеска кои се радо читани главно постсоветско и пространство. со внимание читани од широката македонска читателска публика. Вашингтон, Москва, Брисел, каде е Македонија денес? Македонија денес е Вашингтон и Брисел. И мислам тоа е добро, затоа што Македонија уште после распадот на Југославија, во првите години од плуралното живење се одлучивме за Македонија, односно се одлучи за евроатлантски интеграции, како што се одлучи и сите други поранешни републики. Не знам дали Србија некој имаше тоа декларирано некаде, меѓутоа имаше и во Србија такви движења и реши се веќе сите се на одреден начин дел од евроатлантските, кој во НАТО, кој и во НАТО и во Европска унија. Одличен познавач на, ќе речем, московските прилики, московските доктрини. Каде е тука Москва во сето ова? Видите, Москва, односно Русија го изгуби Балкан. Прашањето ми е дали е на долна дистанца. Не, Балканот го изгуби Русија уште 90-тите години, го изгуби Балканот, затоа што таа си имаше своји внатрешни проблеми. Тоа е познато, но каде е Москва денес на Балкан? Во Русија, во Србија. Москва е најмногу во Србија присутна, а со дипломатски представништва е насекаде. Најдобро котира во Словенија, мислам котира во земја која што е и во НАТО и Европска унија, Словенија, и јас мислам дека Македонија требаше да го следи и треба да го следи словенечкиот пример, каде што Путин бил 3 пати на државна посета, мислам, ја посетил Словенија, Македонија може ќе ја посети 2036 као турист, која ќе преседне да биде председател, ако е здрав и жив тогаш. И со словенците градат прекрасни односи, иако Словенија нив им воведува санкции, како преку Европска унија, што се воведува. Меѓутоа, има соработка, односот е многу битен натре во Словенија, однос. Направиле некаде на некој планински премин, некој како капела малечка во која што се
е посветена на Руси загинати во Првата светска војна, кој што ја граделе, таму патот го граделе. И тоа е сентиментот, меѓутоа може, да. Пак ве враќам на влијанието сега на дипломатското и вон дипломатското влијание на Москва, на Балканот, но мене конкретно ме интересира тука нема дипломатско влијание врз Македонија, воопшто нема никакво, затоа што Македонија е определена за Америка, меѓутоа толку е определена за Америка што вие се сеќавате која беше за вакцината да се примиме, да ги Москва примиме. се огласи дека не е доволно, таа е определена за Македонија што е определена за Америка и за НАТО. Не, знаете што Русија во однос на времето кога беше, јас кога бев во Москва да решим кога работев, односот на Русија беше не ни е се едно што се определени за НАТО и за Европска унија, меѓутоа тоа е ваш избор. Па Но во тоа време и не беше толку моќна, веќе почна распадот. Да, меѓутоа подосна како се развива работите, како се сврстуваше некој од ваш избор е пак. Тоа е меѓутоа не сме за НАТО да одите. Дамчевски, ова го прашувам и низ призма на последниве иницијативи Отворен Балкан. Србија, рековте, е таму најприсутна. Да. Москва на Балканот. Сега со Отворен Балкан, што тоа за Македонија би можело значи, наспроти ова што прашувам за руското влијание? Иницијативата Отворен Балкан за мене е прифатлива. Прифатлива е затоа што ќе се отворат границите, ќе имаме сега, некои викаат како мини Југославија. Низ призмата на влијанието прашувам на Москва. На Москва? Па нема влијание Москва, не ќе може таа преку Србија, не ќе може низиното влијание да го наметне, затоа што... Тоа сакам да го слушам. Не ќе може, затоа што иницијативата не е руска, Отворен Балкан, таа е американско и германска, дури сите знаат, сите и германците, дека треба да се, дека ќе има такво нешто, дека е полезно такво нешто да се направи, така што не може да влие Русија толку. Дури имам ја еднаш и напишано дека и ќе се чудат русите кога и Србија ќе влезе во НАТО. Ве читам, затоа сте и тука, нели, мој соговорник, токму и заради тие ваши тези, ставови, анализи и прогнози во крајна линија, кои почиваат на длабоки познавање и на советското општество, и на руското општество, и на сегашните релации, нели, меѓународни. Ме интересира дали ако е да, зошто мораше нашето Министерство за надворешни работи, не велам државата Македонија, да влезе во војна со Москва? Кои беа причините и побудите? Толку ли тие дипломати за да се протераат направија штета или правеа штета на, не знам, нашите некакви состојби, како да произведуваме, не знам, атомска бомба, или ние ни точак не правиме, ни тротинет произведуваме, ни лагер можеме да направиме, ниту вакцина ковид сме измислиле. Што е тоа што мислите според вашите согледувања, анализи, имате богато искуство? Видите, дипломатите кои ќе во одредена земја, тие мора да ја почитуваат Виенската конвенција. Има така наречена Виенска конвенција, не знам, 60-те години од кога е. И сега има правила на однесување на дипломатите. Јас за тие два случаи, имаше два случаја на протерани дипломати. За првиот мој извор ми има кажано дека да, ја нарушил Виенската конвенција и според тоа треба, иако јас бев против, и сметавме дека треба да се протера. Ја нарушил. Додека за вториот ми веќе беше смешно, затоа што станува збор за дипломат чиј мандат истекол. Да. И после тоа дека имаше по медиумите дека со спакувани кофери бил протерен, практично бил испакуван. Така што веќе не станува збор за министерство, станува збор за персоналните, за кадровските решенија во министерството, мислам зборам за првиот човек. Предпоставувам дека во јавноста некои допирни точки дека тука е нагласена можеби и некоја етичка димензија, или јас грешам затоа реков Министерството за надворешни. Етичка димензија можеби не е претерано, меѓутоа секој државник, односно секој министр во односите со странство треба да поаѓа од интересите на државата. Значи кога Америка и кога Путин и Бајден седнуваат да разговараат, тие зборуваат, Путин го искажува неговиот интерес, Бајден неговиот интерес. Кај ќе се состанат, за тоа ќе донесат некакво решение. Сигурно, државата си има своји критериуми и инструменти. Ние треба тоа да го почитуваме, а не сега да бидат да решиме интересите на некои соседни држави, да бидат поважни од македонските интереси со Русија. Зборам, да решиме Русија влие во Србија,
па Србија има нерешен проблем со Косово, па нашиот министар за надворешни работи, да речеме, не само што е албанец, него можеби има чувства посебни кон Косово, не може да ги стави интересите на Косово пред интересите на Македонија. Може ли да се извлече димензија дека некој сакал да еве пред Вашингтон да се покаже вака по Па не тоа го кажав, јас мислам не го кажам, не сакам да го кажам кога беше за вакцините, сеќавате ви, не, руски вакцини, па немојте руски вакцини, ние се определивме за Америка, тоа и повисокот министерот го кажува. Ние се определивме, па ние одиме у НАТО, ние ќе одиме во Европска унија, какви руски вакцини? Значи тоа зборува што? Кога спомнав за етничката димензија, да. Политичари, немаме луѓе со Сенс за политика. Значи немаме стратегија. Да. Да бевте вие, се мислам дали да ви го поставам воопшто тоа прашање, тешко е да се влезе во туѓа кожа. Не, вие да бевте актуелен министер за надворешни работи или да бевте, не знам, премиер или да бевте фактор кој решава околу протерувањето. Ке ги протеравте 20 руски дипломати? Тој са Виенска конвенција, да, ако ја нарушил, ќе ја протерав, а вториот не. Враќам пак прашањето. Зошто го сторија тоа нашиот? Што сака да покаже, што мисли Мирча Дамчевски? Што разговарате и каква анализа правите? Не, тоа е на погрешна адреса, треба да го прашаме, тој што ги донел одлуката и тој што одобрил, затоа што знаете вие таму не е само МНР, него има и повисоки кои што се задолжени за надворешна политика. Некако време брзо ни поминува, има милиарда теми. Мене ме интересира, бидејќи вие сте експерти по економија, поготово по тие стратегиски. Економскава, енергетскава практично криза е глобална светска криза или е глобална светска војна? Што се случува? Глобална светска криза почната од Азија, да не заборавиме од Азија, и каде што особено во Кина, затоа што Кина имаше големи елементарни непогоди, затворија 27 или можеби 30 на рудници на јаглен, кои што ги користат за како енергенси за големите термоцентрали, и Кина има потреба од течен газ природен, и сега од Катар и од Америка сите танкери за течен газ се насочени кон Кина, каде што цените се многу повисоки отколку во Европа. Меѓутоа, кога побарувачката е голема таму, нормално, во Европа не доаѓа принот, има голема побарувачка и тука цените растат. Русија задоволува околу 32-33%. Се враќаме до Москва. Дали сега Европа почнува да коленичи пред Москва? Не би сакал така да го кажам, меѓутоа така излегуваат работиве. Сега барат, дајте од Русија, дајте. Не може, Русија ви дава 34%, 66% ви ги обезбедуваше Америка, Катар, Азербејџан, Холандија, Норвешка. Кај се сега тие? И Путин сега сето тоа да го користи, прво си направат пари, не само Путин. Газпром е државна, Путин може да им рече ќе дајате по таа цена или по толку. Меѓутоа, Бајден не може да им рече на комерцијалните нивни компании, ајде вие давате на Европа. Адамчевски, што може нам да ни се случи во реченица 2? Нам може ништо да дојде до голема инфлација, може да дојде до голема инфлација, затоа што знаеме ние дека енергенсите многу влегуваат во сите пори на економијата, почнувајќи од транспортот, добар дел од девизите, од буџетот ќе се користат за во земјоделието. Енергенсите многу влијаат и очекувам дека ќе вчера пака малку деликатно го кажа господјата гувернерка на Народна банка дека да, блага, меѓутоа очекувам дека може да биде дупло поголема него од предвидената инфлација. Практично се тресе и Македонија, и Балканот, и Европа, и светот. Сите се тресат. Него Вучич плаче. Јас вика не можам да платам 700 и кусур евра, долари, ќе одам у Москва да барам по $200 им плаќат. Не можете. Пазар е тоа. Тоа е пазар. На пазарот немаш. Нашиве локални. Има уште еден круг. Се свртели некаде Македонија? Не, Македонија се уште не е свртена. Чекам јас за да може дефинитивно да дам одговор, чекам вториот круг да заврши. Сега се на стартна позиција овие тркачиве, надпреварувачите, кои ќе заврши вториот круг, веќе ќе ги направат првите чекори и ќе трчат до парламентарните. Но еден бран е тргнат. Мислите дека тој може да запре меѓу двата изборни круга за да не... Се ќе зависи од овие кои што засега се во губитничка позиција. Во моментов СДСМ е во губитничка позиција во поглед на ВМРО ДПМН.
Не знам како стои Дуи, но и тој не стои најсјајно, затоа што таму засилуваат и неговите нивните албанските опозициони партии. СДСМ е пред дилема сега околу Скопје и Тетово. Тетово е многу деликатно. За СДСМ Скопје е клучот, за Дуи клучот е Тетово, но таму е Беса, коалицијски партнер. Без Беса и без Дуи СДСМ нема влада. Па јас мислам за кога ќе се реши, пак ќе нема влада. Па тука е како може ли е компромис, тоа прашувам, меѓу коалицијски за да остане владата влада до доглед? Мислам дека ќе остане владата влада, меѓутоа тука треба сега политичкиот сенс. Ќе биде изгубено или Скопје или Тетово. Политичкиот сенс треба да проработи и да седне, ако треба да се разговара со едни и со другите. Меѓутоа, а за Скопје треба да поработат повеќе ке скопјани за да можат да излезат повеќе на... Имате ли некоја информација или... Да, излезноста е многу важна, бидејќи беше најниска. Но ме интересира, имате ли некое сознание, некоја информација, пред малку употребивте термин моите информации, дали имате информации што се случи во предвечерието на локалните избори од Американската амбасада од Кале, помине едно известување до државното обвинителство за некаква вооружена група. Тоа писмо и таа дозвола така да се испрати, да се соопшти дека нешто има, сигурно Вашингтон е за тоа информиран. Американската амбасада или било која, тоа не го прави без знаење на Вашингтон. Што се случува? Сфера на влијание или навистина нешто има? Не, тоа е порака од Кале до партиите, и до едните и до другите, до сите партии. Внимавајте како се однесувате. Да заденат пиштолите на појас, кубурите да не се вадат. Внимавајте како се однесувате, затоа што наводно сега, може би имаме ние такви сознанија, може да нема такви сознанија, меѓутоа пораката е таа. Да внимавате како се однесувате, затоа што вие знаете во предизборието какви се имаше... Конкретно до некоја партија мислите или генерално? Генерално. Затоа што кога почне кампањата на првиот митинг на Дуи во Чаир, Калашников распали. Може ли тоа да биде поводот за може тоа да е поводот, меѓутоа видите пораката е повеќе до власта отколку затоа што власта е таа која што слободува од затвори, не е опозиција. Што мислите за ова, бидејќи емисијава нели ќе си митуве, вториот круг се уште е далеку, ова во Куманово што се случи деновиве со следењето на актуелниот градоначалник и со полициска придружба на контрола. Му требаше ли тоа на СДСМ? Тоа е стратегија некаква или некој се одметна таму на локално ниво? Кој е вашето чувство? Не е на локално ниво одметнувањето е на повисоко, според мене, на повисоко ниво. Сепак е одметнување од генералната стратегија на партијата. И сметам дека многу погрешно е тоа решение, особено на овој начин тие уште повеќе могу билдаат рейтингот на Димитриевски. Уште повеќе му го билдаат. Така што може и да глатко да ги добие тие избори. После може би да очекуваме внатре во СДСМ нешто погоре, некакви нови решенија. Условно ќе речем, немам ни јасни анализа, ни факти, ни податоци, така нареченото скопско крило, со замрзнатата позиција на поранешниот претседател на државата, на партијата на владата, партиска позиција, на јавните објави на делот тој ешалон, на нивното спротестување на политиката према, на водењето на политиката спрема Бугарија во рамките на преговорите, забелешките уште во времето на Преспанскиот договор и така натаму. Едно време мислевме дека се работи за суета затоа што некој не успел на време нешто да направи. Што вели сенсот новинарски на Мирча Дамчевски? Мислам дека треба да си молчат тие, да се чујат, затоа што тие има шанса и огромна можност. Денес ние да бевме Северна Македонија само за надворешна употреба. Тоа значи дека партијата сама си пукаше во колено за овие избори. Нормално. Ќе бидат посрекни тие што вака се однесувале сега кога ќе дојде опозицијата на власт, ако дојде? Ќе бидат позадоволни, што име на тие луѓе? Не би рекол дека ќе биде опозицијата ако дојде на власт. Па цела линија, таа абстиненција и таа работа под жито оди на вода на опозицијата. Јас мислам дека или вториот круг. Не, вториот круг затоа треба да го одработи во овие 2 недели, треба да се многу да работи. Не да ги слуша граѓаните, ние треба да ги чуеме. Граѓаните се слушаат кога на бранот на шарената револуција дојдоа на власт. Тогаш се слуша граѓаните, викаат нема правда, нема мир. Тоа беше ебанакот.
Така што сега треба да работат, секаде ќе што имаат влијание, секаде, па ако треба... Верувате дека може да се направи ново мнозинство во парламентот, да се смени Не власта? очекувам, не очекувам. Тоа може да се направи, и сега може да се направи и во овие услови ако сакате. Тоа ќе биде легално, нема да биде легитимно, можеби без избори на некој начин. Тоа нема да биде легитимно, ама кај нас се е може. Ние Македонија Околу клучот на Беса е веројатно и дуи се клучот околу тоа. Па сега околу Тетово, вие го договорите со спомнавте Тетово, Тетово, да. таму како ќе биде односот. Па тоа е умешноста на политиката, на политичарот. Во такви услови кога е тешко да најдеш вистинско решение. Да, кога на Лесно е кога водата работите како Така, по кога на вас. парламентарните гласаја и доби Социјалдемократскиот сојуз со своите коалициски партнери и вклучително и со Беса внатре, кога граѓаните гласаја за таа заедничка опција. Сега ако Беса ја напушти владата, ако се формира ново мнозинство, тогаш на некој начин дел од гласачите биле изневерени. Потребни се полегитимно е нови избори во една таква Ако во едни такви веќе дојде од таква работа, јас сметам дека треба да се направат водрени избори, а не да се направи мнозинство без избори. Ново мнозинство. Покрај Манда, која е другата актуелна преокупација на Адамчевски? Пос, реков ти веќе ги пишам еднаш неделно колумни, следам постсоветско пространство, се подготвува една книга, Менора, издавачката куќа ме побара да издаде од некои колумни кои што ги имам, па ја ги нареков постсоветски хроники, така да имаме еден период од 2015 наваму. Сега ќе излезе првата книга за една година, така тоа е актуелна. Уште една трајна трага ќе остави Па, Адамчевски. така и беше обидувањето кога ми дојде. Јас сум размислувал, меѓутоа немав воопшто решено. Од немукаат, што викаат народов. И ваки ми беде, зашто вика нека остане, барем трага. Кога некој се чита стари новинарски текстови како ништо да не се променило, како да сме замрзнати во времето. Видите ги вие вашите колумни што сте ги пишувале пред 20 и кусур години кога радиото и беше... вашите и моите и на многу други колеги, Да, и денеска како да се... Како актуелно да е на некој сега начин. да се... Само може други имиња треба да се стават во носителите на Се друго разноразни внатре функции. исто, да. Дистрикт, Цил пред студио, Адамчевски, ви благодарам. Благодарам ше на поканата. Ми беше задоволство.